Ја гледате првата од серијалот емисии кон ЕУ, Собраниска ЕУ агенда, што ќе се емитува на Собранискиот канал. Емисијата е посветена на улогата на парламентот во процесот на евроинтеграција, како стратешка цел кон која се стреми нашата земја уште од почетоците на независноста. Еден од клучните чекори во остварувањето на таа цел е хармонизацијата на домашното законодавство со правото на ЕУ. Законодавната власт ја има главната улога во имплементацијата на реформската агенда, покрај зајакнување на контролата над извршната власт и поттикнување на политичкиот консензус. На оваа тема зборуваше и амбасадорот на ЕУ во нашата земја на 9-тата седница на Националниот совет за евроинтеграција, на која членовите дебатираа за клучните аспекти на европската интеграција од аспект на актуелните случувања во рамки на процесот кои ја тангираат нашата и другите земји од регионот на Западен Балкан. Без двоумење можам да кажам дека земјата покажа дека е способна да постигне реформи и би сакал да ја поздравам работата која што е завршена во однос на собранието и законите што се донесуваат во овој дом. Секако, со помош на европската делегација, сметаме дека успешно можеме да го подготвиме вашиот пристап кон Европската Унија. Би рекол дека постојат 3 важни точки кои се важни за Република Северна Македонија. Најпрво би сакал да го поздравам процесот и би можел да кажам дека позитивно веќе се одвива, а третиот фактор е владењето на правото. Во овие 3 области не може да се има компромис. Дури и во весниците може да забележиме дека за ова не смее да има компромис. Предусловите за земјите се отварање на нивните поглавја за преговорите, но исто така ќе има многу строга имплементација на владењето на правото и целосно усогласување. Во Собранието на Република Северна Македонија се активни повеќе комисии, совети, делегации и неформални работни групи, кои од различни аспекти ги третираат прашањата поврзани со интеграциите. Покрај Националниот совет за евроинтеграција, Комисијата за надворешна политика и трговија, Мешовитиот парламентарен комитет, клучна улога во однос на следењето и поттикнувањето на процесот на усогласување на законодавството ја има Комисијата за европски прашања. За надлежностите на оваа комисија, како и за придонесот на парламентите во процесот на проширување на ЕУ, разговаравме со претседателот на ова работно тело и подпредседател на Собранието Антонио Милошовски. Кажете ни нешто повеќе околу историјатот на Комисијата за европски прашања и за нејзините надлежности. Комисијата за европски прашања е формирана точно во годината кога Македонија аплицира, ја поднесува, да кажам, својата апликација за кандидат за членство во Европската унија 2004 година и тогаш еден од условите за апликантот да биде сериозно сватен од самите земји членки на Унијата е во законодавниот дом да има комисија за европски прашања со основна надлежност хармонизација на македонското со европското законодавство и од тогаш до денес е веќе 22 години функционира оваа комисија, со тоа што последните 10 години функционира со многу поголем интензитет. Вие сте начело на оваа комисија од почетокот на мандатот на овој собраниски состав. Со каква статистика располагате за овие 2 години? Колку од законите што ги донесе собранието во овој период го поминаа филтерот на Комисијата за европски прашања и од кои области најчесто се тие закони? Во изминативе 2 години имаме одржано 23 седници на Комисијата за европски прашања и најголем дел од нив биле посветени на теми поврзани со усогласување на европското законодавство, односно 28 предлог закони поминале на Комисијата за европски прашања со европско знаменце, што значи усогласување на овие закони и хармонизација со македонското законодавство, нормално со претходна проверка на регулативите со кои што се усогласуваме.
Од кои области? Најчесто се областите реформи во јавна администрација, закон за парнична постапка, закон за енергетика, закон за дигитализација, имаме закон за електронски комуникации. Во тие области и во правосудството неголемо внимание е посветено на Комисијата за европски прашања. Колку е тешко да се постигне консензус во таа комисија, која потоа нели ги препреќа законите со европско знаменце кои се во собранието? Во оваа комисија досега, барем во овие изминати 2 години, не сме имале поголеми проблеми за постигнување на консензус. Сите политички партии, или да кажеме конвенционалните политички партии, без разлика дали се на власт или во опозиција, го споделуваат тој смер, таа насока за евроинтеграција како заеднички приоритет и немало дилеми околу потребата да се усогласи македонското со европското законодавство. Да, сме имале некогаш поголеми или помали дискусии, што е здраво во секоја парламентарна демократија, но не сме имале суштински несогласувања за надлежноста на комисијата и за продуктивноста што треба да ја оствариме. Затоа што политичкиот диалог е еден од условите што го поставува Брисел на патот кон ЕУ, и парламентот е главниот форум кај што се одвива политичкиот диалог. Да, во Комисијата за европски прашања постои тој политички диалог, мислам дека е на едно задоволително ниво. Има теми за кои што има несогласување, например изборниот законник, иако изворно не е усогласување со европско законодавство, бидејќи има различни изборни модели во Европа, но беше дел од европската агенда. Тоа поле, тој закон беше предмет на каде што разликите дојдоа до израз. Некои партии се залагаат за еден изборен модел, други за друг изборен модел, трети за некој модифициран. Тука не успеавме, за жал. 2 политички партии од опозиција поднесоа голем број на амандмани. Овој закон е дел од оние закони кои што можат да бидат предмет на филибастеринг. За сите други 9, би рекол, реформски закони од агендата што ни усогласена со Европската комисија, постигнавме консензуси, дојдовме до нивно изгласување. Овој закон веројатно ќе се дискутира во некој следен поповолен период. Каква е генерално вашата оценка околу вкупната усогласеност на домашното законодавство со европското право? Мислам дека оценката е висока и според самите извештаи од Европската комисија, Македонија има висок степен на усогласеност на македонското со европското законодавство. Тоа што е поголем предизвик за македонските институции, особено во делот на извршната власт, е примената на усогласеното законодавство. Еднаш веќе кога имате донесено законодавство, истото треба да се спроведе на терен. Во тој дел мислам дека ни треба зајакнување и на капацитетите и на меѓуинституционалната соработка, за да може примената на ова законодавство да биде на ниво на европските стандарди. Задоволни ли сте со динамиката со која се одвива тој процес на усогласување на законодавство? Задоволни сме. Ние сме задоволни. Сега и европското законодавство е жива материја и тие имаат согласно нивните теми нови регулативи, нови закони. Европското законодавство не е статично, се менува и ние тоа го следиме. Во тој дел мислам дека имаме добра координација, бидејќи самото Министерство за европски прашања, па и Министерството за надворешни работи, нашата мисија при Европскиот парламент и Европската унија во Брисел, сите овие институции навремено алармираат кога има нова европска регулатива и дали истата е апликативна во македонското законодавство и гледаме во релативно краток период таквите промени во европското законодавство да се најдат на дневен ред и на Комисијата за европски прашања. А како собранието може да придонесе за подигнување на нивото на реформите и за засилување на динамиката на пристапниот процес со оглед на блокадите со кои се соочува нашата земја на тој пат? Може Комисијата да помогне со што почеста комуникација и седници на кои што ќе бидат присутни представници од извршната власт. Ние секогаш кога сме имале заеднички седници на Комисијата за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција, бидејќи тука се прави еден поширок политички, па би рекол и
општествен форум за комуникација, а гледаме на таквите седници да бидат поканети представници на извршната власт и истите да одговорат пред пратениците докаде е степенот на реализација на зададената агенда за реформи поврзани со евроинтеграциите. Во моментов тоа е реформската агенда и заедно со Националниот совет за европски интеграции сме организирале и јавни расправи кои што биле поврзани токму со разгледувањето на спроведувањето на реформската агенда и докаде е стигнато. Втората работа која што исто така мислам дека е битна, самото действување на Комисијата за европски прашања внатре во собранието, но и надвор на форуми кои што се поврзани со евроинтеграциите, во кои земите кандидати и земите членки учествуваат заеднички, ни даваат шанса да го согледаме и политичкиот моментум по однос на проширувањето и случајот на Македонија. Тука може да се забележи дека има различни приоритети кај различни земји членки. Некои земји членки се навистина сериозно посветени, даваат приоритет на проширувањето. Има земји членки кои сепак се повоздржани и поскептични со процесот на проширување, но после руската агресија против Украина се гледа дека повторно проширувањето стана тема во Европската унија. Како ќе се развива таа тема, најмногу зависи од дискусијата за француско-германскиот предлог, но тука Комисијата за европски прашања може да го даде својот придонес и на форумите каде што учествуваме кај земите председавачи, со наше мислење што сметаме како земја кандидат дека треба да биде инкорпорирано во новиот акцијски план за проширување, но исто така информациите што ги добиваме од таму да ги пренесеме до надлежните институции во Македонија, до извршната власт, до нашите дипломати, до собранието и пратениците за најновите збиднувања на полето на евроинтеграциите и нормално пред земите членки кога организираме такви конференции да ги истакнеме нашите аргументи зашто сметаме дека Македонија има заслужено почеток на преговори и покрај тоа што некои билатерални прашања се злоупотребуваат за блокади. Што може да очекува нашата земја во овој период од 6 месеци на ирското председателство? Ирска сега го презема председателството со Европската. Ирското председателство е пријателски настроено кон темата проширување, нема предрасуди околу тој дел. Символиката е таква што Македонија токму кога Ирска председаваше 2004 година поднела апликација за земја кандидат за членство во ЕУ. Сепак не е преголема земја за да може да наметне и да спроведе агенда. Ќе треба ирците да направат само поволни околности за дискусија околу оваа тема за проширувањето, но најбитниот дел се настаните кои што треба да се случат на Советот на Европската унија во октомври-ноември оваа година и да се види дали француско-германскиот предлог ќе биде преточен во акцијски план, но бидејќи има и друга група на земји, тоа се Австрија, Италија, Словенија, Словачка, Грција, Хрватска, Чешка, кои што предлагаат друга форма на постепено интегрирање со малку видоизменет план за проекти за интеграција за земјите кандидати. Да бидам искрен, би било најдобро ако во октомври имаме консензус за акцијскиот план што треба Европската комисија да го спроведува, но не би ме изненадило ако тој акцијски план биде малку одложен. Ако не се постигне едногласност во Унијата за новата тема за постепено интегрирање на земјите кандидати, тогаш можно е и да не се успее во текот на ирското председателство да имаме заокружен модел на ново проширување. Тоа малку создава еден политички, кажано политички ризик, бидејќи следната година имаме избори во Француската република и анкетите кои што од денешна гледна точка може човек да ги гледа, покажуваат една поларизација во француското општество на политички партии кои што ја гледаат Европската унија во оваа форма и со можност за нејзино проширување, но има и политички субјекти кои што се експлицитно евроскептични и тоа би можело да направи одредена дисторзија, бидејќи станува збор за едно од најважните земји на ЕУ.
Македонското собрание се приклучи кон одлуката на Советот на Европската Унија од јули годинава, со која се продолжува за една година привремената заштита за државјаните на Украина. Советот на Европската Унија ја донесе одлуката на 15 јули, а нашето собрание веќе на 21 јули усвои измени и дополнувања на Законот за меѓународна и привремена заштита, со кои се овозможува продолжување на привремената заштита и по истекот на максималниот рок од 3 години, а врз основа на исклучителни случаи кога таква одлука е донесена на ниво на Европската Унија, во случај на масовен прилив на лица. Советот на Европската Унија донесе одлука за продолжување на привремената заштита за државјаните на Украина до 4 март 2028 година. Со тоа се обезбедува правна сигурност и стабилност за милиони раселени лица кои престојуваат во рамките на Унијата. Сепак, одлуката воведува една клучна измена во однос на критериумите за стекнување на овој статус. Привремената заштита се продолжува за уште една година, односно наместо до март 2027-та, ќе важи до 4 март 2028 година. Но привремената заштита во иднина ќе им се доделува само на оние лица кои ги исполнуваат своите војни обврски во Украина. Мажите на војна возраст кои ја напуштиле земјата за да избегнат мобилизација нема да можат да го користат овој механизам. Европската Унија го активираше механизмот за привремена заштита за раселените лица од Украина во март 2022 година. Механизмот последен пат беше продолжен до 4 март 2027 година. Заклучно со 31 мај 2026 година, 4,38 милиони луѓе кои избегале од Украина уживаат во привремената заштита во Европската Унија. Привремената заштита е механизам на Унијата за итни случаи, кој се активира во исклучителни околности за да се обезбеди колективна заштита на раселени лица, предвидувајќи и мерки за создавање услови за враќање и реинтеграција на раселените лица во својата татковина, штом тоа ќе го дозволат околностите. Во таа насока Македонското собрание во јули, во рамки на 115-тата седница, едногласно со 68 гласови за, ги усвои измените на Законот за меѓународна и привремена заштита и по истекот на максималниот рок од 3 години во ситуации кога таква одлука е донесена на ниво на Европската Унија. Со предложените измени се овозможува продолжување на привремената заштита и по истекот на максималниот рок од 3 години во исклучителни случаи кога таква одлука е донесена на ниво на Европската Унија. Измените се согласување со одлуката на Советот на Европската Унија за продолжување на привремената заштита за државјаните на Украина до 4 март 2027 година. Измените се донесени по предлог на група пратеници од мнозинството, со што се дооредува постојната регулатива, која предвидува дека вкупното време траење на привремената заштита не може да биде подолго од 3 години. Привремена заштита може да се обезбеди во случај на масовен прилив на лица кои доаѓаат од држава во која нивните животи, безбедност или слобода се загрозени поради војна, окупација, граѓанска војна, внатрешен вооружен конфликт или масовно кршење на човековите права. Остануваме цврсти на нашата поддршка за Украина против агресивната војна на Русија. Одлучивме за уште една година да го продолжиме статусот на заштита за оние што бегаат од војната. Пораката е јасна. Продолжуваме да стоиме покрај Украина, а како дел од нашата поддршка сакаме да се погрижиме и Украина да може да се брани, изјави Джим Окалахан, министер за правда, внатрешни работи и миграција на Ирска, во врска со одлуката на Советот на ЕУ. На 1 јули Ирска го презема 6-месечното ротирачко председателство со ЕУ под слоганот "Сила преку единство", со цел да се нагласи важноста на европската солидарност, заедничкиот одговор на глобалните предизвици и кохезијата меѓу земјите членки. Зајакнувањето на европската безбедност и одбранбената политика во контекст на глобалните геополитички предизвици е еден од приоритетите на ирското председателство. Во однос на проширувањето пак, Даблин поддржува процес заснован на заслуги.
Конкурентност за потикнување просперитет и благосостојба, вредности за одржување на темелите на Унијата, безбедност за заштита на граѓаните. Тоа се трите столба на полугодишното председателство на Ирска со Советот на Европската Унија. Во почетокот на јули, Ирска ја презема од Кипар председавачката палка со Унијата, поставувајќи ги своите приоритети за континуирана поддршка за Украина, за зајакнување и стабилизирање на односите на Европската Унија со соседите и со партнерите низ целиот свет, вклучувајќи ги Велика Британија и САД, во времења кога глобалната средина е нестабилна и длабоко предизвикувачка. Во столбот вредности, Даблин ја презентира и својата визија во однос на процесот на проширување, кој се третира како инвестиција во мирот, безбедноста, стабилноста и просперитетот низ целиот континент, при што за приоритет во овој дел се посочува завршувањето на преговорите за пристапување со Црна Гора и постигнување значителен напредок во преговорите со Албанија, Молдавија и Украина. Ирскиот амбасадор за Северна Македонија Брендан Варт ги презентираше во Скопје приоритетите на ирското председателство. Во настапот пред Комисијата за европски прашања и пред Националниот совет за евроинтеграција во Собранието, амбасадорот Варт порача дека нашата земја може целосно да смета на поддршката на Даблин на својот пат кон Европската Унија. Проширувањето на Унијата е значителен приоритет за Ирска и ние ќе работиме кон завршување на пристапните преговори со Црна Гора и ќе настојуваме да постигнеме суштински напредок во преговорите со Албанија, Украина и Молдавија. Исто така, секако, силно ја поддржуваме и Северна Македонија и нејзиното пристапување во Европската Унија и ќе работиме заедно со партнерите во Унијата и со властите тука во Скопје, за да видиме кој напредок ќе може да се направи на тоа поле. Ќе работиме за унапредување на владењето на правото во рамките на Унијата во сите земји членки, како и на зајакнување на демократската отпорност, преку поддршка на иницијативи како што се Европскиот штит за демократија и стратегијата за граѓанско општество. Доаѓањето на Ирска на чело на Советот на Европската Унија има посебна символика за нашата земја, која пред 22 години во сложени внатрешно политички околности, ама со многу ентузијазам, ја поднесе кандидатурата за членство во Европската Унија, надевајќи се на приклучување до крајот на првата декада од минатиот век. Во февруари 2004 година, Собранието усвои декларација за поднесување барање за членство во Европската Унија. На 17 декември 2005 година, Македонија доби статус на земја кандидат за членство во Европската Унија. Во годините што следа, евроинтегративниот пат на земјата не беше послан со оружје, туку со чести блокади, билатерални спорови и со отстапки што се правеа за нивно надминување. Во меѓувреме, Северна Македонија стана членка на НАТО во 2020 година. Продолжи да ги исполнува копенхашките критериуми, но и натаму го оди патот за исполнување на својата втора стратешка цел – почетокот на преговорите и стекнување полноправно членство во Европската Унија. По завршувањето на ирското председателство, палката од почетокот на следната година ја презема Литванија, а потоа доаѓа ред на Грција. Што може да очекува нашата земја во овој период, се дебатираше и на последната седница на Националниот совет за евроинтеграција во Собранието. Да ги слушнеме ставовите на дел од претениците членови на овој совет за клучните аспекти на евроинтеграцијата. Тоа дека не е возможно да има гаранции во пристапниот процес, како што немало гаранции за ниту една земја поради тоа што пристапниот процес е исполнување на критериуми за членство во Европската Унија. Тоа исполнување на критериуми, од кога ќе се отворат поглавјата, е тоа што ја зајакнува нашата држава, тоа што го менува
системот, тоа што ни отвара простор и пат до фондовите на Европска унија. До кој што не можеме да дојдеме на поинаков начин, ниту можеме да најдеме алтернативен извор во овој момент. Имаме примери од земјите кои што последни влегле во Европската унија, тоа се Бугарија и тоа е Хрватска. Како благодарение на пристапниот процес и членството во Европска унија се сменија тие земји. Тие кои го поддржуваат овој процес треба да се најсилниот глас во европската перспектива, не гласот кој создава отпор или релативизација. Во еден сериозен процес за европска интеграција и кога се работи за стратешки интереси на државата, одговорните во институции не треба да му кажат на граѓаните тоа што е политички полесно да се слушне. Тие имат обврска да кажат вистината и кога таа не е политички лесно. И вистината е дека евроинтегративниот процес не се деблокира со изјави, туку со политички одлуки. Додека се справуваме со сложеноста на нашите идентитети, како и аспирациите, сакам да се подсетиме дека споделуваме заедничка цел. Тоа е обединета Европа која ги почитува и вреднува сите своји членови. Сите се стремиме кон посветла и поинклузивна иднина, а денес исто така неопходно сакам да споменеме дека потребата од забрзување на процесот на пристапување кон Европската унија за нас на вистина представува стратешки приоритет. Сметам дека денес, пред овој парламентарен состав, сите заедно должиме да ја го продолжиме патот кон целосна интеграција во Европската унија, бидејќи тоа е нашиот единствен пат и за тоа како да се заштитиме од било какви влијанија и да можеме понатаму да зборуваме за иднина за нашите млади поколенија, но како и за нас. Европската унија, колку има инвестирано во Република Северна Македонија? Каде завршиле тие средства, во кои компании, тука или во кои општини, во кои населени места, да има детален извештај и сето ова да е јавно, да населението да има јасна слика кој ја сака Северна Македонија, кој инвестира во Северна Македонија и кој промовира демократизација на ова држава. Да не дискутираме за други наративи, јас колку што знам, сите професионални подготовки, стипендиите, инвестирањата доаѓаат од Европската унија, ако некој има намера Северна Македонија да ја ориентира према српскиот свет или рускиот свет, не имам ништо против, но и барањата за финансирање, подкрепа на инфраструктурни проекти треба да ги адресираат во тој правец. Ја гледавте првата емисија кон ЕУ Собраниска ЕУ агенда. Во периодот што следи, Собранието го очекува уште многу работа во доменот на своите надлежности во делот на евроинтеграцијата. За другите новости на оваа тема се гледаме следниот месец.